Земјава не очекува голем бегалски бран од Украина, но ќе биде подготвена и за такво сценарио. Веќе е утврден капацитетот на државните институции за прием и сместување на украински граѓани, а тој може да се зголеми со дополнителни објекти. Владата уверува дека ниту еден бегалец нема да биде вратен. Ние нема да одбиеме ниту еден украински бегалец кој што ќе ни стигне на граница. Напротив, ќе биде примен со сите аспекти на хуманитарно згрижување на бегалците. Меѓутоа, од тие капацитети ги утврдија институциите, јас ги имам ставено во табела и денеска ќе ги презентирам на денешната седница на влада, бројот на капацитетите кои што ги имаме сега во државните институции, што не значи дека доколку хипотетички би имало поголем број на бегалци, нема да создадеме импровизирани капацитети да ги сместуваме. Јас не очекувам во овој период дека ќе имаме голем бран, затоа што сепак одат во другите држави во соседство на Украина, меѓутоа бројките гледате дека се зголемуваат, се стига до 3-4 милиони украински граѓани кои што ја напуштаат Украина, сепак ние да бидеме подготвени. Руската агресија според официјално Скопје дополнително ја потврдила потребата од решителни одлуки на Европската унија во однос на Западен Балкан. Анализите се дека проширувањето веќе не е само прашање за угледот на Унијата, туку е безбедносно прашање и за Балканот и за Европа. Дека и Брисел тоа веќе го разбира, како што вели Османи, зборува и посетата на шефот на европската дипломатија Борел на Скопје и на регионот. Неговото доаѓање овде како прва дестинација, како шеф на дипломатијата на Европската унија, спомнувајќи го Западен Балкан во секој контекст, и во Вашингтон и во Брисел, заедно со другите вулнерабилни точки. Мислам дека доволно даде на знаење на сите, и на земјите во регионот, и на земјите од Европската унија во регионот, и на самата Европска унија, дека ова е пред се веќе безбедносно прашање на Унијата. Напредокот на Скопје во проширувањето зависи од диалогот со Софија. Процесот тече и на експертско и на политичко ниво. Разликите се уште постојат, објаснува Османи, но потенцира дека е важно што се разговара за отворените прашања. Така ќе биде и наредната недела, кога во Скопје доаѓа шефицата на бугарската дипломатија Теодора Генчовска. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.